Благодарам, председавачи. Ако не е вообичаена пракса до објаснувањето на амандманот да се јавуваме вака одговорница, но јас би сакал да го скренам вниманието на почитуваната заменичка министерка, но и на колегите пратеници. Се работи за амандман со кој се предлага да се обезбедат средства во висина од 10 милиони денари со цел да се изнајде соодветно сообраќајно решение на булеварот 12-та македонска ударна бригада во населба Лисич. И сега може би ова вака изгледа може не толку сериозно, бидејќи се предлага нели соодветно сообраќајно решение за еден булевар, но затоа излегов да дадам соодветно значење на амандманот, бидејќи се работи за еден булевар кој што е изграден. Не е битно дали од претходната влада или од оваа влада, но во моментот ова не е битно бидејќи темата е сосема друга. Но овој булевар нема соодветна сообраќајна или нема соодветно сообраќајно решение, а резултатот на тоа е поголем број на човечки жртви, во најголем дел тоа се дечиња кои за жал ги изгубија своите млади животи на овој булевар, преминувајќи го булеварот, и несовесни возачи кои што со поголема брзина тука возат. Затоа колегата Велковски сигурно може да потврди и да имаме консензус околу оваа работа, да се обидеме да имаме консензус и да обезбедиме ние како пратеници и оваа матична комисија, а вие верувам дека ќе го прифатите амандманот, средства за да може многу брзо, значи многу брзо, дури хитно, да се премине на изнаоѓање сообраќајно решение. Ја не сум сообраќајен инженер и навистина не можам да кажам кое е тоа сообраќајно решение, но граѓаните дури и сами се организираа во текот на претходниот месец во знак на протест и во знак на молба за и локалната власт, но еве сега и државната власт преземат соодветни конкретни чекори за решавање на овој итекако чувствителен и битен проблем што го имаат граѓаните на населба Лисиче. Верувам дека тука не треба да има политиканство, не треба да има политичка обоеност во однос на тоа кога ќе се носат одлуките или кога ќе се крева рака за тоа дали да се прифати или нема да се прифати амандманот. Ќе преовлада човечкиот фактор и ќе овозможиме многу брзо. Значи овде не ни треба решение среднорочни или долгорочни, овде ни треба брза реакција. Дали претходните влади требало или власти, не е битно, локални држави да го направат тоа, требало, и тука сочувствувам и чувствувам и лична одговорност како пратеник кој што веќе 6 години во Собранието на Република Македонија, но тоа не е фактор или не треба да биде нешто кое што ќе ме спречи да дискутирам на оваа тема, да го поднесам амандманот и да се обидам да ги убедам пратениците од мнозинството да го прифатат соодветниот амандман. Ви благодарам.